Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Се повеќе кардиолози и кардиохирурзи не само што им препорачуваат физичка активност на своите пациенти, туку и самите активно спортуваат. Велат дека токму движењето е една од најдобрите инвестиции за здраво срце. Спортистите имаат побавен пулс. Зошто е тоа така? Што значи терминот спортско срце? Колку и каква физичка активност го намалува ризикот од кардиоваскуларни болести? За сето ова денеска разговараме со доктор Никола Христов, специјалист по кардиоваскуларна хирургија и страствен велосипедист. Останете на Телма и вклучете се со ваши прашања во програма. Вела дека физичката активност е неопходна за здраво срце. Токму на оваа тема денеска зборуваме со доктор Никола Христов, специјалист по кардиоваскуларна хирургија во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Благодарам на поканата, добро ден. Вие сте кардиоваскуларен хирург, но исто така интензивно се занимавате со спорт. Велосипедизам, скијање, кајак, искачување на водно, односно пешачење. Еве да започнеме со велосипедизмот, бидејќи ми се чини дека таа физичка активност и тој спорт најдолго е присутен во вашиот живот, некои 15 на години и повеќе. Да. Зошто се одлучивте за велосипедизам? Па, уште пред 15, повеќе од 15 години, еден анестезиолог што работевме тоа време заедно, сега моментално во Германија и во пензија, он го користеше велосипедот како превозно средство, нели, и ме натера да почнам да идем на работа со велосипед. Значи, и после постепено почнавме да се дружиме и да возиме по планински велосипедизам. И некако од кога почнавме на возење низ град и кога почнавме планински велосипедизам, се смени, како да речем, се смени доживувањето за тој спорт. Секогаш било, нели, и денеска мене се шалат со мене, посебно со шефот, да речем, и он џабе вртеш и така натаму, меѓутоа велосипедизмот, освен што, нели, рековте дека е добро за срцето и како превенција за многу заболувања и за исто така многу добро и за психичката состојба, да речем, за стабилноста, бидејќи тоа е еден вид на слобода. Значи, кога си на точак се чувствуваш слободен, да речем. Еве ги овие сите места што и ги гледаме. Значи, за мене велосипедизмот и начин на живот, меѓутоа и така, доживување на една слобода. Кардиохирургијата е одговорна, прецизна работа, која што носи голем стрес. Дали по една таква сложена операција понекогаш ќе седнете на велосипед за да се изрелаксирате? Да. Па скоро секој пат, да речем, бидејќи денеска идем на работа со точак, и добро е да се и пред работа и после работа малце, нели, на ниво на адреналин што го имаш на работа, малце да се спушти, посебно со идење, да речем, до дома, или пак ако дозволува времето, во текот на денот да се искачеш на водно кој го имаме тука, и многу едноставно. Ја живеам во Карпош, така да за 1-2 минути искачам од гужва од сообраќајот. Више во Нерези си надвор од коли, надвор од, да речем, од толку големо загадување, нели, од таа нервоза, и можеш да се изрелаксираш и да го спуштиш адреналинот и мислите да ги средиш, да речем. Секој ден без исклучок на работа одите со велосипед? Секој ден, да, и во зима, и во лето. Едноставно не можам, посебно низ Скопје, не можам да возам кола, зашто мислам дека сегде побрзо стигнуваш со точак. Треба да имаш само добар точак, нели? Не постои лошо време, само лоша опрема, не изрекаме ги бициклистите. Така да и да врне, и исто така може да се вози надвор, само треба да си, нели, адекватно заштитен, браници и така натаму. Значи потребна е соодветна опрема? Па опрема, сега точакот да е за низград, сега правевме мобет пред емисијата, моментално е, да речем, електричен, меѓутоа тоа е, нели, има светло, има браници, има убави кочници, да можеш да стигнеш од едно до друго место без да се превише испотиш и да ти биде брзо и едноставно.
да ја користиш инфраструктурата кај што има, ја има. Меѓутоа, така, препорачаме за сите други, бидејќи колку толку тоа го учи телото дека значи да излезе од како да кажем, од таа нели работа, седење, седентари што викаат американците пред телевизор и така натаму да се движиш. Едноставно тоа е најважно. Превенцијата е во кардиоваскуларните заболувања, кој идеме се на таа стручна тема, превенцијата е најважна. Кај нас нула време се посветува на превенција, обично ги третираме последиците од начинот на живот. Прва препорака е, значи, физичка активност. Каква физичка активност? Колку физичка активност? Има ли некоја конкретна бројка која што треба да им се препорача на пациентите? Све зависи како се занимаваат и колку се занимаваат со спорт. Например, има секојдневна е добра. Нели гледаме, ја често пати тоа покрај кеот кога шетам, имам куче и секој ден сме надвор. Пред работа, после работа. Значи, ги гледаш, луѓето се движат, меѓутоа обично се движат, ретко кој се движи за превенција, обично се движат откако ќе направи некој проблем со здравјето или пак ќе дојдат до состојба, да не речем, преинфаркт или преддијабет, и тоаш ќе сватат дека треба да го правам ова. Меѓутоа тоа нема ефект да постигнеш одма, тоа треба цел живот. Начин на живот да е таков за да се спречи појава на тие болести. Така да тоа движење е најважно за спречување на многу болести. Најголемиот, да речем, предизвикувач е дијабет на овие кардиоваскуларните заболувања, еден најголемите предизвикувач е дебелината, нели? Со тоа движење можеш да го превенираш едното и другото, секојдневно, да речем, да го практикуваш. Ако више посериозно се занимаваш со спорт, има нели го зборевме и тоа да има и начин на тренинг, нели. Едното го зборевме дека е HIIT, тоа е High Intensity Interval Training, тоа е кога ќе одигнеш повисоко фулсот. Така. Посебно за бициклизмот, може и за планинарање, за било што, и тоа значи дека негде отприлика една сесија неделно би требало да има така која е повисок пулсот се. Да речем повисок, значи над 130 на 140. Мене ми е нормално умирување 50-тина и под 50. Сега, еднаш неделно треба да има, значи да дигнеш над 150 да го држиш таму некој време, 20 на минути. Тоа е high intensity interval. Ќе зборуваме детално за пулсот. Сакав само да ве прашам во однос на мислам се велише интервална физичка активност. Тоа е. Интервална, значи најнапред вежбата интензивно, а потоа следува период на мирување. Наизменично се тоа. Па потоа повторно интензивно помирување. Ако е да речем со воžњата, ако е 2 сати, па пола сат до 45 минути во воžњата да биде тоа баш HIIT или интервална активност. Значи се има неколку методи, има норвешки методи, например 4 пати по 4 минути, значи 4 минути јако, 4 минути одмараш, 4 минути пак јако, 4 минути одмараш. И така натаму, меѓутоа тоа е докажано дека најдобро ја одржува кондицијата, состојбата на срцето и највише допринесува за унапредување на нели физичката на кондицијата која си способен да ја истрпиш во текот на одреден период. Велат се зголемува и капацитетот на белите дробови. Да, тоа има една вредност се вика VO2 max. Тоа е најважна кај бициклистите, не само кај бициклистите, и кај овие што се занимаваат со трчање. И VO2 max, например, е способноста на срцето и на мускулите да испорачи на мускулите адекватна количина за кислород за која нив им е потребна, да речем. Еве сега нормален човек, VO2 max нормален човек кој се занимава умерено со физичка активност, негде му е околу 30. Оние кои се занимаваат со посериозна физичка активност иде до 50. За споредба, не може го знаете, и 100% го знаете, Тадеј Погачар. И Тадеј Погачар има негде 90. Значи, тоа се машини кои едноставно срцето е толку способно истренирано да многу голема количина кислород носи према мускулите и тој може да ги постигне тие резултати. Тој не е само
Да речем тренинг, тоа може и до негде физиологија, уште не се знае што е точно. Има еден што има највисоко, тој е норвежанец, тој се занимава со триатлон, тој над 100 вика дека има. Јас сум у скромни 55. Не сум да издам овој кој тајна меѓу бициклистите, не се шалам, ама 55 не е лошо за возраста, посебно сум 53 години. Да речем добро. Солиден резултат. Да, солиден. Има и уште нешто сега покрај сите предиктори за малце стручно, нели? Сите предиктори за кардиоваскуларното долговечност. Не зборам за глобална долговечност, оти постојат многу болести што може да се яват покасно, меѓутоа еден од најважните предиктори за долговечноста во однос на здравјето на срцето и крвните садови е баш VO2 max. Тој се тестира ако сте виделе оние што трчаат на лента, што имаат маска. Да, што дишат и издишуваат. Има кај. Тоа е стрес тест всушност, малку не, тоа е стрес тест по-комплексен. лично, да, покомплексен за што се мери количините кои ќе почнат да создаваат лактати и така натаму. Ги има сега на спортска медицина, ние го имаме во болница, кој сака може да се истестира, да речеме. Што е подобро за кардиоваскуларното здравје? Секојдневна умерена физичка активност или пак интензивна неколку пати во текот на неделата? Секојдневна физичка и еднаш неделно интензивна. Аха, плюс. Да. Комбинирано. Да. Добро, тоа го држува и телесната тежина, нели, спречува појава на такви метаболни заболувања како на пример дијабетот, го држува срцето здраво. И едноставно секојдневното движење е многу важно. Сега, за да постигнеш мислам да напредуваш во таа активност, е важно и да одмараш. Колку што е важен тренингот, важен е одморот. Меѓутоа има одмори кој е, да речем, активен, се вози со низок пулс, полека се вози, се збори. Обично ние имаме такви вожњи во недела, се викаат со жаргон coffee ride. Значи, излагаш 2-3 сати. Опуштени, така. Да, излагаш 2-3 сати на coffee ride и секојаш завршува со трка. Отиваме тркачи во, да речем, во групата што возиме, меѓутоа ги викаме дека се coffee ride. Сабота е обично за трка резервиран. За трка. Да. Што ви е најдраго од велосипедските тури, трките, планинските тури? Сето тоа е слобода. Сега бевме, да речам, еве, да кажам у неделата. Имаше пријатели кои се дојдени од Швајцарија, македонци што живеат таму, активно возат. Возевме Скопје, Лешок, манастирот. Таму одморивме малце, едно кафенце, нели? Требаше да биде кофрет, меѓутоа не, на крај заврши пак со трка. На враќање се качивме Крушопек, Крушопек е цело на висина на Нерези, преку брдото, значи се иде од кај Грчец. Меѓутоа, ако Нерези овака патот за качување, нели? Крушопек е право патот за качување. Така да после отидовме на водно, па завршивме, да речем, на заслужено кафе, да цртичка пиво кој бие пиво. Така да, еве, има и некои снимки овде, дека тоа е Скопска Црна Гора со маунтин байк. Ние ги знаеме обично сите село Македонија. Запознае Македонија за повеќе да ја сакаш, нели? Ги знаеме сите села, состојбата на сите патишта, кај има кучиња, кај нема кучиња, кај има бензинска што работи или продавница што работи у недела. Така да тоа е една слобода. Идеш на места кои никад не би прошол, да речем со дали пешки, дали со кола. И тоа проаѓање и со кола не можеш све да абсорбираш од околината. Како кога сте на велосипед? Да, на велосипед, посебно на планински. Планинскиот велосипед да излезаме за, да речем, за уживање. А треба ли одредена физичка подготвеност и кондиција за да се вози планински велосипедизам, бидејќи повеќето од оние кои што ќе решат да станат физички активни, како превенција од кардиоваскуларни болести, преку ноќ се одлучуваат еве да го качат водно. Јас од утре се качувам со велосипед на водно. Треба секако да бидеш во одредена форма, секогаш треба да ја тестираш до кај ти се нели границите. Има обично треба да се почне покрај кејто е одлично. И од едната и од другата страна кејот е добро направен да може да се. Значи најнапред на рамно. Да, најнапред на рамно, после може до изис или да речем до средноводно.
или може нерез да се качи и понатаму врвот на водно е сепак достигнување. Ние имаме на работа една група, ја посериозно возам, меѓутоа ги влечам и другите. Што рековме дека ќе ги поздравиме, да не забораваме. Да. Поздрав до сите. Поздрав до сите, посебно анестезија, да. И они обично со мене доваѓаат кој до каде може, да речем. Меѓутоа, добро е кога има еден што ги влече. Ги мотивира останатите. Ги мотивира, тачно. Им служи како пример. Пример и за тоа, и за идење на работа со точак и за секојдневната физичка активност. И има апликации кои се пратиме кога ќе видат кај си бил, што си бил. Така да и нив ги тера понатаму да чекај онако може, он е постар од мене 10-15 години. Зошто да не можам ја? Зошто да не можам ја? Така да малци постои надпор, меѓутоа се да тоа е добро да водно е многу добро. И за планински велосипедизам, и за пешачење, и за обичен, мислам за роуд байк, што се вика, за друмски велосипедизам, бидејќи тука ние. Така. Ретко кои градови имаат, да речеме, имаме привилегија за привилегија, да, и треба да го пазиме. Ја лично сабота и недела би го затворил водно за сообраќај. Со тоа што да може да се користат патиштата сите што сакаат, да има жичара, нели, да може одоздола да се качи, меѓутоа мислам дека најубаво ќе биде и сите ќе се согласат дека најдобро водно да се затвори кај изис рампа и да се користи баш за така. Докторе, дали може секој да се занимава со велосипедизам? Што е со нешто имат покачен крвен притисок? Или пак има диабетес? Некои имале и некаков срцев настан? Може би инфаркт? Што во таков случај? Секако треба да се испитат, посебно ако има ризик фактор или осекојат нешто или во текот на вожњата почувствуваат нелагодност. Меѓутоа, сето тоа возењето може да влие поволно, да речем, на намалување на крвниот притисок. Сепако да не се изфорсираат, да не идат одма на интервали, да тренираат, ако притисокот од уште толку фали да го дигнеш притисокот, меѓутоа секогаш би требало да има некоја, посебно ако почнуваат повише да се занимаваат поинтензивно, за оваа умерената физичка активност, окей, до средно, мислам дека не е ништо страшно и самата активност ја покаже ако нешто он ќе почувствува било кој. Дали нешто му смета, дали има болки во нозете, дали тешко дише, дали има стегање. Граните обично доваѓаат така. Меѓутоа, апсолутно не го ограничува тоа, дури е препорачливо за сите овие работи. Посебно и за спречување на појавата на диабет. Ние имаме, активно се занимаваат сега луѓе со велосипедизам, кои се оперирани по 4 бајпаси, 3-4 бајпаси и возат активно точаци. Значи, возат пандан со нас. Тие после операција која ќе заздраве коската и така натаму, тие се здрави више. Значи, најдобар маркер дека е добра операцијата или дека има некој проблем, може да се појави тоа. Сега кога почнуваат по-интензивно да се занимаваат со спорт, би требало да се испитаат. Сите што возиме ние, како имаме некоја група, скоро сите се испитани кај мене. Па дури јас сум како член на аматерско здружение кое се трка, за да учествуваш на трки е задолжително, значи да се регистрираш при Македонската федерација, бицикличка федерација, мора да пројдеш еднаш годишно тој преглед систематски. Така да треба да се проверат, да. Меѓутоа кажувам дека и телото ќе покаже обично ако некој има проблеми. Јас би се случило да возите и да почувствувате, да речеме, вртоглавица или некој симптом кој што кажува на проблем со срцето? Да, обично кога ќе се сепнете? Не, меѓутоа кога ќе се залеташ многу, како што зборевме, нели? Сега баш последниот унеделата малце повише се, да речем, притискаше, се форсираше и обично кога ќе се качи многу високо пулсот, ја бар го осеќам, почнува некоја форма на вртоглавица и вртоглавица се случува дека срцето толку брзо работи, да не може доволно крв да донесе до мозокот и обично тоа почнеш да го чувствуваш и тогаш го намалуваш темпото. И така се случи, ја го намалив темпото, зашто пулсот се качи на 160 и може и повише. Вело дека оние што интензивно се занимаваат со спорт имаат забавен пулс.
Зошто е тоа така? Вие споменавте преку ден, вашиот пулс е 50? Под 50, 46-47, у сон паѓа до 39-40. Тие бројки... Да, тоа се малце, да речам, Општата популација би била загрижена доколку добија такви резултати со пулсот. Така ја спомнам шефот, секој пат кога ќе ми види колку ми е пулсот, имаме преку оваа апликација, преку прстенот, и него го заради, оно се вика ќе ти ставам пейсмейкер, зашто во спиење демек бил многу низок, 39-38. Меѓутоа, тоа е тренирано, тоа е една адаптивна физиолошка реакција на кога си во добра физичка кондиција, да срцето полека работи, да речем, тоа му е доволно за снабдување на сите органи адекватно со потребни материи, нели, со кислород и хранливи материи, така да обично тие спортисти што се во добра кондиција, толку им е пулсот. Се јавува и друг еден феномен, да мускулот малку се развива, хипертрофија се вика на срцевиот мускул. И тогаш може да биде и причина до негде загриженост, бидејќи таа хипертрофија, посебно ако е многу голема, може да доведе до аритмии. Значи, да не биде ова, да речем, до толку бенигна состојба оваа брадикардијата, па дури кај одредени форми на тие тешки хипертрофии постои една опасност, се вика нагла срцева смрт. Меѓутоа, нема кај во Македонија што јабар не сум видел некој да има толку тешка хипертрофија или пак уште понапредната форма која е дилатирана многу срцето. Тоа е више крајниот стадиум. Ја не сум сретнал некој таков спортист да е до тоа ниво, да речем, активен, да може да дојде оваа состојба на срцето. И сега како се прави разлика, дали станува збор за адаптација на срцето на физичката активност, односно спортско срце, или пак некаков проблем? Обично реално и тие што спортуваат може да имаат обично се покажува ако е такво мерување и ако си способен во текот на тој хит на интервално да го качиш доста високо пулсот и после 1 до 2 минути да се врати, да речеме, нормално некоја состојба под 100, под 80, тоа значи дека си во добра во добра кондиција, некако он насликава. Ама, ако остане висок, тоа е више проблем. Да, тоа што треба да се бара, што е причината, дали се претерало со нешто, дали нема доволно одмор. Обично срцето, ја се приметил кај мене и кај другите, аз си превише уморен, не можеш ни толку да го подигнеш пулсот. И обично се осеќа дека немаш сила, ние викаме носите како шпагети ми се или како гипс и така натаму, така да обично се осеќа кога си уморен, ти јавува и телото дека не може ништо да направи ден. Тоа се познава уште у првите 4-5 завртување на педалите, се познава дали денес ќе биде, да речем, убав ден, тие што се занимаваат подолго спорт, или ќе биде лош ден. Ако е лош ден, најдобро е да се свртиш и да се вратиш дома. Да. Така да телото покажува, али обично тие што имаат низок пулс, што може да го дигнат со оваа активност доста високо, и после кога ќе престане да се спушти, затоа сите интервалите, тој норвешкиот метод, 4 минути on, 4 минути off, за да се дигне пулсот. 4 минути активност, 4 минути пауза. Да се спушти, да. Так, да се дигне, се спушти. Да се спушти, да се... Тие интервали треба да имитираат уствари состојба на во трка, например, типично кај бициклизмот, обично се вози така, и одеднаш треба, ако има спринт или има нешто, да го дигнеш пулсот или да дадеш 4 минути све од себе. Така да тие интервалите се за тоа предвидени, а и утврдено дека тие највише допринесуваат за унапредување на кондицијата на срцето, кардиоваскуларната кондиција. И за покачување на VO2 max, што зборав. Ќе ги вклучиме и гледачите, доколку имаат прашања, да го постават во денешната Телма амбуланта, почитувани емисијата е контактна. Докторе, како го мерите пулсот во сон, например? Еве, споминавте дека имате уреди за следење на пулсот. Податоците што ги добивате од тие уреди корисни се, можете да процените во каква состојба е вашето срце? Да, тие се... Носите прстен, така? Да, тоа е Оура прстен, го носам више 4-5 години можда. И нешто на надлактицата? Да, тоа е за контрола, нели? Добро. Ние што викаме на работа дупла слепа проба. И
прстенот да покажува и цело време во текот на каква состојба е телото и каква состојба срцето. Тоа беше последниве неколку години најбрзо растечки бизнис во светот, нели, кардиоваскуларните мониторинг девајси. Има во форма на прстен, има во форма на саати. Гарминот така ги направи, да речем, пробивот сегде во светот на тој саатот што го мери пулсот и тој го одредува тоа што е VO2 max, па дури го мери сега и сонот. Истото е со Oura Ring, има ленти, има секако, има ВУП, има така да тоа покажуваат во каква состојба е срцето и во каква состојба е телото за го мерат и сонот. Бидејќи сонот е важен за кардиоваскуларното здравје. Сонот е најважен, не за кардиоваскуларното здравје точно, како што реков, одморот, меѓутоа најважни неколку работи се физичката активност, нели, да се храните здраво, да избегнувате цигари, нели, стрес, метаболните заболувања, нели, диабетот, да се избегнува тој да дојде до негова појава и секако една од најважните работи за долговечност и кардиоваскуларното здравје е сонот. Значи, не е порано кој ќе кажат сум легнал у 3, сум станал у 7, тоа ми збори дека така ако проложиш 2, 3, 4 години, телото ќе покаже после негде дека нешто ќе се случи. Но сонот е најважно нешто што е за да се одржи здравјето. Така. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност да се вклучат во програма. Добар ден. Добар ден и овој ден. Ви благодарам, поведете. Поздрав докторо и еден доктор на 82 години се јавува. Така. Јас прво сакам да кажам дека тој е зависен од спортот. Без него не може. Исто јас сум зависен. Секој ден станувам, ни постела прам и мора да заминам 15-20 километри да направам да пешачам. Играм кунг-фу, прам 7-8 борби на вреќа, фудбал играм со младите, со сето. Само едно не би се согласил со докторот, затоа што простатата е орган мускулен, кој два пати побрзо старе од мажот. Значи и оние кои седат службениците, треба по 10 минути да стануваат, да прошетат заради тоа, речи. И затоа мислам дека тоа чеко не е за над 55 години. Јас го возев по 120 км го возев. Еве сега, денес имам тренинг на кунг-фу и фудбал играм. А 82 години сум. Секоја чест, така и да продолжите и понатаму. До Велес одам неделно километри. Сакам да прашам професорот, сега шекерот ми се качи, никако не можам да го правам 9-10, а секи ден пешачам, секи ден спортувам. Инаку во животот многу тешки трагедии, син и жена се изгубиш на младост. Стара гледат, ама благодарение на спортот сега можам секој факултет да го завршам со математика и физика. Да ми каже професор што понатаму, дали на оваа возраст можам уште да се теретам, одев и на теретана пред ковидот. Реш. Така. Прицепс имав 41. Сега сум веќе ослабнат од 93 кила на 76 кила. Како понатаму да живеам? Пошто тој му завидувам е спортист. Од Шугович професоров и Савевски велеа дека до 50 години можеш да возиш точак. После веќе седиш на простатата и радиш повеќе со крв и тава се зголемува. Секој маш боледува простатата. Така, ви благодарам многу за вклучувањето во денешната тема амбуланта. Повелете, доктор. Многу прашање и урологија се умеша тука, да. Не знам дали смеам да кажам, ќе се наљутат колегите, не. Тоа е малце мит за простатата. Меѓутоа сега има специјално дизајнирани седишта каде што тој дел кај што е делот на простатата се шупливи. Така да све е до опремата, како што зборевме. И да возите и да не возите точак, над 50 години ќе се зголемува простатата. Таа е жлезда, не е мускул. И си има одредена функција, меѓутоа после како ќе се да речем промени таа функција, како ќе се пореметат хормоните, нели, во телото кога ќе падне ниво на тестостерон, таа почне да расте и така натаму и така натаму. Така да бициклистите со простатата апсолутно мислам дека ете да го разрешиме тој мит. Да.
Има и луѓе на 80 што возат точаци и ги има и у Скопје, ги познаваме, така да мислам дека тоа не е проблем директно поврзан со бициклизмот. Покачениот шекер во крвта? Покачениот шекер. Интензивна физичка активност? Да, добро. Се гледа дека активен, гледате 82 години, значи сето тоа да го прави. Честитам, браво. Дај Боже сите да сме такви. Меѓутоа ретки се, не на прсти се бројат, така се занимава со спорт и може да е некоја сосема друга причина. Ја би советувал сосема нормално си продолжите, се разбира со контрола на шекерот и за време на таа физичка активност знае да падне па доста. Бидејќи нели тие мускулите користат шекер и ние кога возиме најважно е јаглехидрати да имаш внесувани. На секој саат, сега да не кажем отприлика колку 40-50 грама треба да се внесуваат јаглехидрати, бидејќи тие даваат на мускулите енергија. Сега зашто се јавило? Може да е едноставно чисто како процесот на речем старење, па нешто се појавило со метаболно заболување. Меѓутоа сосема нормално треба да се продолжи со тоа што се занимава. Заборев да кажам дека за луѓе постари над 50, значи покрај возењето точак, ова што е пешачење, трчање, тие се сетаат за нели активности кои се кардиоактивности се викаат. Важно е многу, гледам он го применувал да пред. Важно е дигањето, не дигањето, тега теретот. Вежбање со тежина. Со тежина, да. Важно е повеќе причини. Едно тоа е за состојбата на кардиоваскуларниот систем, друго кај мажи исто така многу важно за нивото на тестостерон, хормон на раст и така натаму, така да дури повеќе се препорачува да се намали кардиоактивноста, да се зголеми вежбањето, дека е многу добар. Дури кај жените тоа се препорачува. И кај жените, да. Дури е многу добар ефектот на долговечноста, нели? Има се многу експерти кои ги гледаме по социјалните мрежи за долговечноста, сите тоа го форсираат за вежбањето со тежини. Друго нешто сакам да кажам за постар. Запаметете докаде запревме. Сакате во контекст на ова што го зборувавме, бидејќи му уште еден гледач. Да, може, не е проблем. Ајде да го слушаме гледачот, бидејќи чека ќе се исклучи. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Да, поздрав до вас. Многу убава едукативна емисија сте имаме. Ви благодарам. Да слушнеме сите. Јас сум по возраста, значи на 80 години. Така? Го сакам да го прашам докторот. Имам дома точак, статичен или се вели. Дали тој нешто помага за здравјето мое, пошто имам и оперирано нели протези на двете колена. Така. Да немате некој дополнително прашање, доктор Еди? Не, само толку би сакала. Слободно да се занимавате со бициклизам, значи дури мислам дека подобро ќе вртите со протези. Ја би ги сменил дури колената. Се шалам. Ама ништо не смета. За возењето дома и ја во зима имам специјален дури точак за нели кој можеш да го поврзаш на одредени онлайн платформи кои за да се со други луѓе возиш, така во текот на зима кога е дождови, кога е ладно, со тоа го користам. Тренажер се вика. Меѓутоа од друга страна па се осеќам понекогаш у тоа како хрчак, нели, вртиш у така да сакам надвор. Слободата ја сакам, нели, да излезеш да концептот на велосипедизмот ве привлекува, така. Ова е чисто да ја држуваш контакт со природа. Да ја држуваш формата. Друго сакам за стари најважно е за старите луѓе, значи тие вежбите за нели за координација, за да се прават секојдневно, бидејќи кај старите има како може да пробаат на интернет, може со лични тренери, кај старите луѓе обично настануваат тие повреди, кукови, припад и така натаму, обично кога не е накачување на тротоар, него на семењење од тротоар. Значи, затоа се важни тие, како што спомна гледачот што се јави, се занимавам со спорт, се занимавам со... Овие се многу важни работи, да речам, да се
да се прават, зашто вика дури второ срце дека се квадрицепсите. Овие мускулите. Да, и тие се многу важно да се бедрата, така? да се јаки, имаш и некој на сега се ова шали, меѓутоа вика колку ти е долговечноста, ќе ти биде колку што можеш да издржиш да стоиш на една нога. Значи има некои работи да посебно кај старите особи, тоа со личен тренер или пак може да отворат на YouTube вежби или на било каде да ги вежбат тие координација, зашто тие паѓање, кршење кукови и рамења и така натаму, ја знам, татко ми падна у двор, го скрши рамото баш од тоа, од таа координација, на 84 години, па мораше да се оперира. Почнате се, да го прости, меѓутоа баш од тоа, или исто и друг случај, координација по дома ќе паднат, му кршат кукот. Значи, за стари луѓе е многу важно да се вежбаат и да се контролираат, нели, да се прават одредени движења, да се држуваат одредени мускули јаки за да се спречат овие. Бидејќи тие се една од причина и за смртноста, бидејќи после тоа тие влечат многу работи со себе, лекување, хирургија и така натаму и така натаму. Докторе, кога на вашите пациенти ќе им споменате дека треба да се занимаваат со некаква физичка активност или спорт, за да го заштитат здравјето на нивното срце, дали тоа сериозно се сваќа? Не, на жалост не, зашто едукацијата ни е, мислам дека од основна школа и од начинот на живот и од градинка нешто секоја што се, добро, не толку од градинка, но од основна школа, секоја што се забушува со физичката активност, со физичкото, нели, со часот по физичко, со тоа не е важно, тоа е важно секако, долгорочно. Акцентот се става на другите. Да, на сосема друго, да. И некојаш луѓето, посебно ги гледам кај некој дури автодеструктивни, иако болеста доаѓа од баш сега имавме еден млад човек, вчера беше на операција, да многу пати опериран, дори едната нога ампутирана, и он уште пуши. А основното заболување е, да речем, потекнато од цигарите и малце несватливо. Меѓутоа, мислам дека многу треба да посветиме внимание на таа превенција. И така највише се штеди и здравствениот систем да уложи во превенција, него да уложува во лекување на последици. А превенција се почне многу рано. Од детството, така? Да, од детството. И за начинот на живот, посебно не можам да сватам за тоа, за цигарите и како после дури ампутиран нога да понатаму се продолжи да... Ама... Тоа е тоа. Тоа е тоа. Имаме гледачи. Ќе им дадеме можност да се вклучат. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ало. Во програма сте. На телефон, на програма сум. Ало. Одлично ве слушаме, повелете. Сакам да го прашам докторот. Имав пред известно време стендирање и премаехо на лазите е во проценти околу 45%. Дали има можност да се тоа поправи кај срцето? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Докторе, како насока што ние можете кога да ќе видиме сега грубо ќе одговорам, 45 ние до негде сметраме и за нормално. Сите би сакале повисока вредност, 60 да видиме, меѓутоа 45 исто така не е лоша. А може ли, има ли начин тоа да се подобри, да речеме? Тоа е индивидуална проценка, има неколку методи. Ежекционата фракција грубо го покажува колку крв истиснало срцето кога ќе дое во него одредена количина на крв. Има варијабли тука, има остентирање, окей, тоа мислам дека е поврзано до негде со ежекционата фракција, зависи, не знам точно што, меѓутоа ја не би се кирал многу за 45 и би се живел сосема нормално. Така. Уште еден гледач добив знак дека очекува вклучување. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Би сакала да го прашам докторот. Имам вградена пейсмекер. Еве 5 години. Ми кажа дека пола батерија ми останала уште од таа батерија и ми направи тешко дишев, тешко одам уште, ама не се движам многу физички. Не можам веќе да правам и не се движам многу од тука до продавница и назад.
Сега ми направи она короно, ама не може да ја Коронарографија, добро. Така. И би сакала доктор да го прашам, ми дадоа едни апчиња, што си ги пијам 5 години, и гледам од некои други, ми додадоа апчиња, ама почна телото да ме чеша. И да се јавам пак на кардиолог или каде? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што би можеле да дадете како Од позаде ќе насока? почнеме. Чешање е алергија на некој од очигледно од апчињата, може треба да се сменат и тоа не треба на кардиолог, тоа може и матичниот да го заврши. Пейсмейкер, сега таа што е силата што ја нема, може да повеќе причини да може некои од лекарствата да не дозволуваат, да речем, срцето да се пренапрегне превише. Да. Друго, може да е од тој наод и од пейсмейкерот. Меѓутоа, ако има нешто на коронарографијата, некој наод, и она не се чувствува добро, да треба кај кардиологот да отиде. Секако првин кај матичниот. Меѓутоа, ја би се трудел да се движам повише. Така. Ако е пейсмейкер... И покрај тоа што пациентката има пейсмейкер, Да. односно гледачката има пейсмейкер, таа треба да се движи. Да, секако. Со движењето ќе се подобри после пейсмейкерот кондицијата. она е здрава. Аха. Да. Затоа се прават, значи, мора да се... Затоа што некои велат ќе го штедат срцето, па ќе седат. Ништо не штедат така. Ништо не штедат. Име страв да не им се зголеми пулсот. Не, ништо не се штеди така. Ништо. Значи не се физичката активност дури ке физичка пациенти со активност пред, по, значи цело време. цело време. Цело време. Така. Да. Да се вражим уште малку на велосипедизмот. Колку велосипеди имате? Има ли? Не. Што би рекле, недоволно. А никогаш доволно. Никогаш доволно, да. Да, имаше баш некој рил, пред некој ден го гледав, го прашуваат, не знам зашто не го спојле за прашање за велосипедизмот, и го прашува колку имате, 50, повеќе, 100, повеќе, колку сакате, уште повеќе, 200. Значи, секојаш, излезе нов велосипед, секојаш постои желбата да се смени велосипедот. Али тоа е како детска една, не е детска, него секојаш мислиш дека ќе бидеш подобар ако земеш подобар велосипед, дека ќе биде полесен, побрз и така натаму. На трките важно ви е да победите? Не, тоа не се баш трки, е овој сега што е, ово е под 6 кила, многу е лесен и тоа е за брдо да речам. А тој што е за порамно е поаеродинамичен, тој е малце потежок и покомфорен. Така да има два за друмски, еден за планински, не знам жена ми дали гледа, не знам се колку смеам да кажам. Да, не, набројавте некој што не е пријавен. Да, не, толку се. Тие се доста последно време искапа инвестиција, така да не може толку лесно да се менуваат. Меѓутоа, мислам дека на крај имаше еден пример убав, беше имаше на маратон на Попова шапка, Шарски води се викаше. И нели дојдоа скопјаните со модерни точаци и така натаму, дотерани све. И дојде некој младо дете, не знам од каде, со канта точак, со патеки, ги истепа сите, заврши прв и направи го фрли точакот. Така не е до точакот, не е до како изгледаш, него чисто е до моторот, нели, до она што можеш да направиш и да речам до силата, до мускулите, до состојба на срцето, до тој спорт е доста ментален, тоа сакам да кажам, да има моменти кога не треба да се откажеш. И тука се гледа таа силата кај некој од овие оној кој не е ментално спремен, нели, и за исто и за качувањето на планините за Монт Еверест, например, има луѓе што дневно трчаат маратони по 40 км, или сепак не можат да издржат со тоа да навикнати се да се откажат, да речем. При прва некоја посериозна ситуација, исто и ова, не можам да се мачам, ќе се откажам. Многу е да знаеш до каде можеш, до каде ти иде, да речем, колку ти држи, нели? Докторе, успеавте да ги измотивирате домашните да бидат физички активни колку што сте вие? Недоволно. Ја споменавте сопругата. Недоволно, да. Не. Ќерката? Ќерката студира во Сплит и многу ми е мило што таму на основно превозно средство е точакот.
додека живееше во Скопје, ретко кога се качуваше или во автобус или све такси до ондека, нека сега ми е многу мило што успеам бар тоа да ја заразам сите други работи, а сопругата не се дава и не се дава и тоа е тоа. Да. А има сите обиди, има и на некои од снимките како возат, земавме електрични, ама овој е многу тежок, едниот точак што е без електрични, мислам, тешко е вртењето, електричниот па многу е тежок и на крај, добро, решивме ти со кола ќе се движиш. Добро решение сега. За секој различно е доброто решение. Не, али малата што се занимава и она знае дека јас сум превише, да речем, физички активна, ева, на тој точокот, баш и у Сплит е сликана, овој го искрши дори точок. Сега нов некој земавме, али го користи и многу ми е и убав е градот, и убав е за возење. Нема толку инфраструктура како кај нас, меѓутоа и кај нас може да биде подобро. Обично државите и градските управи многу последно нешто се вложуваат во бициклизмот или во тие работи, зашто од нив немаат никаква корист. Тој не плаќа, нели, не бркаат од патиштата, не бркаат од тротоарите, од сегде не можеш да му земеш за како се плаќа при регистрација за патишта, не може да земат даноци од коли, живеат здраво, не трошат пари на лекови, така да у секој општество се они не се добри за економијата, се вика. Но и некои општества се ориентирани кон велосипедизмот. Тоа треба да имаат менталниот склоп, да. Данска. Холандија, Данска, пример Копенхаген, да ти е кеф да се возиш со точак или со системот како е на метро. Кај нас мислам дека тоа менталниот склоп треба да стигне општата социјална интелигенција за да ги прифатат составен дел од сообраќајот, така. Сообраќајот, да. Сите се посебно кога нели знаеш да во одредени ситуации преаѓаш преку пошачки и тогаш се сите сака да те едуцираат дека треба да се симнеш од точакот за да преидеш. Они тебе те едуцираат како треба да постапуваш, а самите се, да речем, неедуцирани, прости, нели, ќе те изгазат или пак ќе те опцујат или пак нема да те пуштат. Неодговорни учесници. Да, така да социјалната култура и интелигенција се уште е за не Балкан, него среден век. За жал. Докторе, кога ќе препорачате некому да се занимава со физичка активност, го добивате ли понекогаш одговорот немам време? Кој е најчестиот изговор? Што велат? Па тоа е, немам време, имам деца, имам на работа идам, сите идеме на работа, мислам. Не е безбедно на улиците? Добро, може и тоа како изговор. Да, и тоа е малце не само изговор, тоа е реалност, добро. Добро, има патеки, сега гравните артерии има патеки, сега треба да се внимава, само да се отвори очи кога се главните сообраќајници, мислам, имаат велосипедски патеки, али треба уште повише. И гледате на велосипедските патеки, пројдете на Орце Николов, каде што е, тука се паркирани коли, баш каде полицијата не реагира и настануваат, нели, зашо возиме после по улица и така натаму и така натаму. Меѓутоа, секогаш има време. Ако сакаш, треба првин да сакаш. Со сила никој не може да ти даде, може да ти земе, нели? Треба сам да сакаш. Да возеш и да се движиш, да пешачиш, да најдеш време са бајле, да станеш порано, да пропешачиш у парк. Јас со кучето, например, треба да идам у 6:30 да бидам на работа. Јас сум станат, сум излезен со нејза и порано, 6:15 за 6, некогаш и 5:30, чисто да се најбав е паркот у 5:30 се вели. Значи, нешто не може да се мотивираат, може би, со домашно милениче прошетка низ паркот, да, тоа не е многу лошо пати земат домашно милениче за да, ако има така одговорност, за да се движат со него. И тоа е доста добро. Сега, да, тоа е сопругата еден од ретките моменти кога на точак е да се шала. Заедно, тука заедно. Тоа е во Сплит, ова е Маријан, мислам, да. Да, и Сплит е најма посебно во лето да се движиш со точакот, ако имаш кола и керката, да. Меѓутоа, уште се трудам, никош не се откажуваш, не. Зашто зборевме претходно? Зборувавме за мотивацијата на оние кои што... Да, мотивација секогаш мора да има. Секогаш мора да има, дури... Ја гледам кај мене на работа, значи порано многу малце се движам, многу малце
учествува во тој, меѓутоа еве ме гледаат мене како пример. И обично ти треба некој позитивен пример да чекај, ако може он, зашто да не можам ја? Колите не се проблем. Имам и ја кола, може да седнам секој ден у кола, да идам со кола. И тоа проблемот е да станеш да идеш со точак, нели, да сите ако идеме со точак, многу полесен ќе биде и подобар и сообраќајот и помало ќе биде и загадувањето. Сега узима. Океј, тие што не можете да со кола, меѓутоа зашто да не идеш со точак? Обично од лекарите успевате да мотивирате да почнат физичка активност по младите или пак по возрастните? По возрастните никако. Никако. Да, знае кој зборам ако гледа. Да. Меѓутоа, од помладите, да, сега доста се приклучија, дури се направи некој група на Viber, каде што се договараме за возење. Има и некои рекреативни возења, има организирано со планински велосипед и ја обично идам со нив. И гледам се повише луѓе доаѓаат, посебно од анестезија, ако не ја спомнам анестезија, ќе има проблем. Посебно од анестезија доаѓаат и возат. И други се и сами се пријавуваат. Може се прави комбинација од почетници, искусни велосипедисти. Да. Ние имавме на работа, организиравме и уште организираме како тимбилдинг. Меѓутоа не беше некој класичен тимбилдинг, идеш негде во хотел па на пиење се фрлиш, него тоа беше тимбилдингот. Еднаш го организиравме до возење до Катланово. Еднаш на водно се качивме. Имаше и со скијање тимбилдинг, така да и така ќе продолжиме да се да речем да се дружиме подобро преку спортот, за разлика од ние класични форми на тимбилдинг и гледам дека све повише земат учество. Дури се види колку изгубив кила, колку нели подобро изгледам. Меѓу другото, одма се гледа по изгледот, по аспектот, дали некој спортски активен, дали не е спортски активен, дали е претежно, да речем, у кафана. Се гледа по лицето, се гледа по... Можеш да го познаеш, подочњаци, стомак, значи, одма можам да ги познам кој до каде и колку се занимава со спорт и колку е здрав. Телото само кажува. Тие што се, човекот што е 82 години што се јави, ај споредете него со некој друг од 82 години, да речем, кој не се занимава со спорт. Огромна ќе има разлика. Така. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Овој пат се посветивме, акцентот го ставивме на велосипедизмот, но тука и скијањето, тука е и веслањето. Да. Така. Во некое друго издание на Телма амбуланта ќе проговориме и за некои други работи. Ви благодарам уште еднаш. Фала на поканата. Почитувани, тука го закружуваме денешното издание на Телма амбуланта. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.